Ладнерен вестник. Кодзијас утре ќе ги потпише, а в понеделник ќе бидат испратени писмата до Европската Унија и НАТО дека Грција нема да се противи на европската и евроатлантската интеграција на Македонија. Македонија за една година направи огромни чекори во реформите во енергетскиот сектор, порача вице-премиерот Ангјушев од Министерскиот состанок во Австрија. Американската компанија Dura Automotive Systems отвора фабрика во нашава земја. Сплотени, достоинствени и силни мото на седмата средба на лицата со телесен инвалидитет. Нивните проблеми остануваат, надлежните им ветуваат полесен живот. Секторот за внатрешни работи Скопје од денеска почнува кампања Лето без пожари. Добар ден од Јулија Антовска. Утре ќе бидат подпишани од шефот на грчката дипломатија, а в понеделник наутро ќе бидат испратени писмата до Европската Унија и НАТО дека Грција нема да се противи за европска и евроатлантска интеграција на Македонија. Ова го соопшти грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас, говорејќи пред новинарите на крајот од конференцијата за стабилност и безбедност на грчкиот остров Родос. Кодзијас потврди дека ја добил нотата од Македонското министерство за надворешни работи дека договорот е ратификуван. Во мојата дипломатска канцеларија ги имаме подготвени писмата. Одбрав да ги подпишам за самитот во Брисел в недела, за в понеделник наутро да се достават до Европската Унија и НАТО. Тоа се писма кои велат дека бев известен од другата страна за ратификацијата на договорот во собранието и дека врз основа на обврските и предусловите кои ги имам поставено, може да продолжат напред, рече Кодзијас. Објасни дека за да има напредок потребен е позитивен договор на Советот за општи работи. Владина делегација, предводена од премиерот Зоран Заев, во вторник ќе биде во официјална посета на Австрија, а в среда работно ќе престојува во Полска. Од владината прес-служба соопштија дека премиерот во Виена ќе има средба со австрискиот канцелар Себастијан Курц, пошто ќе следува заедничка пресконференција. Заев ќе има средба и во австрискиот парламент, каде што ќе се обрати на дебата посветена на заедничката европска иднина за југоисточна Европа. Австрија од наредниот месец ќе председава во Европската Унија. Владината делегација ќе има средби и со представници на австриската бизнес заедница. Во Варшава премиерот Заев ќе има средба и заедничка пресконференција со својот полски колега Матеус Моравиецки. Од заробена и изолирана земја, денес Македонија е пример за решавање на отворени прашања во интерес на граѓаните. Почитувана држава, партнер и пријател со соседите и светот, изјави Костадин Костадинов, пратеник од СДСМ и коалицијата. Успесите и лидерството се препознаени од целиот демократски свет. Германската влада вчера препорача отварање на преговорите со Македонија за полноправно членство во Европската Унија. Холандскиот парламент веќе гласаше за преговори со Македонија. Северноатлантскиот совет прифати покана за влез на земјава во НАТО да биде ставена на дневен ред на следниот самит на Алијансата. Европската комисија, Европскиот парламент, Стейт департментот, НАТО, Обединетите нации, Австрија, Бугарија, Германија, Британија се само дел од демократскиот свет кој што го поздрави лидерството на Македонија и Грција во решавањето на овој деценијски спор. Министерот за надворешни работи на соседна Грција Никос Кодзијас вчера на јавен сервис во Грција потврди дека со договорот се брише македонското малцинство на секаде во светот. Бараме веднаш и неодложно да одговори владата зошто македонското МНР нема демант на ваквите ставови на грчкиот министер Кодзијас, изјави портпаролот на ВМРО ДПМН Димчар Совски. Министерот Кодзијас, зборувајќи за македонската партија во Грција Виножито, јасно кажа дека новиот договор кој го потпиша Зоран Заев забранета е дискусија за постоење на македонското малцинство во Грција и затоа ќе се менува Уставот на Република Македонија. Зоран Заев се откажа од македонското малцинство на секаде во светот. Зоран Заев, кој бараше поддршка од диаспората за да дојде на власт,
Сега се откажа од нив и тоа ќе биде запишано и сменато и во Уставот. Никос Кодзијас за само 2 дена јасно си кажа дека со договорот и промена на името е сменет нашиот идентитет и ќе биде северно-македонски, а веднаш потоа и потврди дека Заев се откажал од македонското малцинство на секаде во светот. Бараме веднаш и неодложно да одговори владата зошто македонското МНР нема демант на ваквите ставови на грчкиот министар Никос Кодзијас. За вечер пред собранието е најавен протест против подпишувањето на договорот за името со Грција во организација на група граѓани Млади за Македонија. Поради поставување бина пред парламентот за вечерашниот протест, сообраќајот во централното градско подрачје е пренасочен, соопштија од МВР. Македонија за 1 година направи огромни чекори во реформите на енергетскиот сектор. Ова го истакна вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев на неформалниот состанок на министри за енергетика, индустрија и трговија во организација на секретаријатот на енергетската заедница, што денеска се одржа во Дурштајн, Австрија, информира Елизабета Демировска. Владата на Република Македонија во изминатата година ги откочи реформите во енергетскиот сектор и донесе нов закон за енергетика, во кој се вградени европските директиви и регулативи кои произлегуваат од третиот енергетски пакет. Македонија денес има современ европски закон за енергетика кој поттикнува конкурентност и кој дава право на граѓаните за избор на снабдувач со енергија, нешто што претходно не постоеше, децитен вице-премиерот Кочо Ангјушев на состанокот за енергетика во Австрија. Ангјушев зборуваше и на тема што после јагленот, при што истакна дека новиот закон за енергетика возможува зголемување на производството на електрична енергија од обновливи извори по конкурентни цени без да се наруши стабилноста на електроенергетскиот систем и да не се влие на цените на електричната енергија кон крајните корисници. Владата е насочена кон проекти за зголемување на производството на електрична енергија од обновливи извори. Кога станува збор за ветерни централи, ќе се реализираат проекти со кои инсталираната моќност од моменталните 36 мегавати ќе се искачи на 150, од кои 50 мегавати ќе бидат објавени на јавен повик согласно со новите премиум тарифи. Македонија е земја која изобилува со сонце и токму во таа насока ќе се реализираат проекти за изградба на фотонапонски централи со инсталирана моќност од 200 мегавати, исто така преку јавен повик со премиум тарифи, нагласи вице-премиерот Ангјушев. Дополнително посочи ќе работиме да ги искористиме водните капацитети во земјата, каде што според анализите има можност за изградба на дополнителни 60 мали хидроцентрали на македонските реки, од кои 30 се веќе во фаза на изградба. На тој начин вкупно би имале околу 130 мали хидроцентрали со инсталирана моќност од околу 120 мегавати. Еден од големите проекти е изградбата на хидроцентралата Чебрен. Во таа насока владата ќе работи на тоа да реализира проект со кој ќе се изгради брана која ќе има инсталиран капацитет од 120 до 150 мегавати, рече Ангјушев. Дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони подпиша договор за долготраен закуп на градежно земјиште во Тирс Скопје 2 со компанијата AIM Property, што ќе гради објект за потребите на американската компанија од автомобилската индустрија Dura Automotive Systems, која ќе биде корисник на слободната зона. Dura Automotive Systems е глобален снабдувач на оригинални компоненти за најреномираните производители на автомобили во светот. Компанијата донесе одлука да го прошири производството со своја фабрика во Македонија, која ќе се простира на површина околу 16.000 квадратни метри, а според најавите на компанијата во летото 2019 година се очекува и нејзиното отворање. Новата фабрика на Dura Automotive Systems во Македонија ќе биде нивна 37 локација во светот и 16 во Европа. Американската компанија со седиште во Мичиген е основана во 1914 година и вработува повеќе од 9000 лица во 14 земји низ светот. Со учество на околу 100 компании, институции и организации од Македонија, Србија и Канада, во Белград се одржа меѓународниот бизнис форум Македонија 2025. Целта на форумот беше зајакнување на соработката меѓу компаниите и поединците во Македонија, Србија и регионот во областите на странски инвестиции, агробизнис, регионални туристички капацитети, одговорно рударство, обновливи извори на енергија и паметни технологии.
Организацијата на бизнис форумот беше поддржана и од канадската амбасада во Белград, надлежна за Македонија, Србија и Црна Гора. На форумот се обратија и представници од врвни корпорации. Земјите од Западен Балкан заедно работат на трансформација на јавната администрација. Дигитално се поврзуваат за да ги премостат инфраструктурните јазови и да се борат против корупцијата. Порача министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски на работилницата на тема постигнување и предизвици во реформата на јавната администрација во земјите од Западен Балкан во Маракеш, Мароко. Министерот Манчевски зборуваше за врската меѓу информатичкото општество и администрацијата. Додаде дека дигиталната трансформација во администрацијата не е лесна, но дека сите земји од Западен Балкан се на иста линија, бидејќи само со здружени напори можат да направат нешто повеќе за граѓаните. Зборувајќи за придобивките од дигитализацијата, тој потенцира дека со неа се надминува и проблемот со корупцијата во администрацијата, бидејќи автоматизираните и дигитализираните процеси не можат да бидат корумпирани. Законот за отпис на камати за наплата на долгови не е добар и не ги решава проблемите, иако и власта и опозицијата даваат поддршка за законот. Ова го изјави председателот на Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија, Маријан Ристевски, кој вели дека дел од синдикатите бараат изготвување на нов закон. На овој начин се врши легализација, неправда на предмети кои што се повеќе од 20 години на одреден начин сега да се плаќаат. А има граѓани кои што го платиле, ние тврдиме дека тие предмети, тие побарувања се застарени, вршено е антидатирање, имаме и одлука во нашите здруженија, дури и од судскиот совет кај што кажуваат дека одредени комунални предпријатија има добиено печат од судот и каде што ги антидатираат, удираат печат дека се тие правилни сметки кои што треба да се изврши наплата. Ние тврдиме дека тие предмети или се платени или застарени и треба комплетно да се измени тој закон што е во собраниска процедура. Движењето по улиците, пристапот до институциите, се уште горлив проблем за лицата со попреченост. Од надлежните бараа да им овозможат подобри услови за живот. Ресорниот министер најави законски измени во насока на подобрување на здравствената заштита на лицата со телесен инвалидитет. Повеќе информации за ова има Сузана Калчева. Сплотени, достоинствени и силни беше мотото на 7-та поред средба на лицата со телесен инвалидитет која се одржа во организација на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет Мобилност Македонија. Улици без тротоари, скапи помагала за лицата со телесен инвалидитет, беа дел од забелешките кои ги дадо учесниците на средбата која се одржа во дворот на Центарот за протетика Славеј во Скопје. Не сме задоволни. Прво, улиците немаат тротоарите, не можеме со ваква количка, 100 кила човек не може да помине по улиците. За инвалидите се најскупи работи. Не знам баш колку се тие моторните колички, приватно мора да ја купиш. Условите се на многу ниско ниво за да би можеле ние да функционираме многу нормално во општеството. Бранислав Ивановски информира за заложбите на Националниот сојуз на лицата со телесен инвалидитет Мобилност Македонија. Мобилност Македонија се залага за подобрување на правата на институционалност и вакви средби ги користиме токму за тоа да можеме интерактивно, заедно со вас, да им креираме политиката на вашето застапување во иднина. На средбата во Скопје присуствуваше и министерот за здравство Венко Филипче, кој најави законски измени во насока на подобрување на здравствената заштита на лицата со телесен инвалидитет во Македонија. Имаме план за пристапност, социјална инклузија и подобрување на здравствената заштита на лицата со телесен инвалидитет преку измени и дополнувања на Законот за здравствена заштита. За да го постигнеме целосна инклузија во општеството, потребно да почнеме со овозможување на физички пристап во сите јавни институции во земјата. Тема на средбата се и активностите за измена и дополнување на правилникот за индикации за остварување на правото на ортопедски и други помагала. Одделението за превенција при секторот за внатрешни работи Скопје од денеска почнува со кампања за реализација на проектот Лето без пожари. Полициски службеници по случаен избор ќе запираат возачи на патнички возила и превентивно ќе им укажуваат на ризиците од појава на пожар и на евентуалните штети.
Од МВР информираат дека активностите ќе продолжат и во текот на летниот период со цел намалување на пожарите предизвикани од невнимание преку подигнување на свеста во однос на заштитата, зачувувањето на зелените површини и подобрување на личната и на безбедноста на граѓаните, велат Ристо Јовановски од СВР Скопје и Никола Николов од Противпожарниот сојуз на Македонија. Се надеваме дека ќе успееме да ги намалиме појавите на пожари во летниот период, а со тоа сметаме дека и ќе ја постигнеме целта. Ќе се обидеме да ја подигнеме свеста кај заедницата и со надеж дека овој период од годината ќе биде под контрола и појавата на шумски пожари ќе биде намалена. Водно има посебно значение за градот Скопје, со неговата улога за заштита од ерозија, сите оние погодности што ги дава на населението за рекреација, намалување на климатските екстреми и така натаму. Праќаме еден апел до граѓаните во наредните месеци да бидат крајно внимателни при посетата на водно, да се придржуваат кон оние сите прописи, да не се пали оган на отворен простор, за скари, офрлање на пушоци, чистење на лозја и други површини во штарници, да не се пали материјалот, да не се пали ѓубре на луѓето кои што имаат куќи, кои што се нападените на водно, сето тоа со цел да го заштитиме водно онакво како што го знаеме од пожари. И предвестите од Советот за она што се случува во Битола на културен план. Таму вечер започнува 6-то издание на Шекспировиот фестивал, информира Тодор Кузманов. 6-тиот меѓународен театарски фестивал Битола Шекспир фестивал 2018 започнува вечер во Битола со представата Јулије Цезар, Республика или Коза Ностра во режија на Златко Паковиќ. Во текот на 8-те фестивалски дена ќе бидат изведени вкупно 12 представи, што значи во некои денови ќе се прикажуваат по 2 изведби. Репертуарот на 6-то издание на Битола Шекспир фестивал изгледа вака. По прикажувањето на Јулије Цезар следи изведбата на Ричард III на театарот Гавела од Загреб, потоа унгарскиот театар од Темишвар ќе ја прикаже представата Шекспир Сонет 66, Пункт арт театарот од Букуреш ќе настапи со Хамлет, театарот Верди од Задар ќе ја изведе представата Отело или Незаконита литургија, театарот за деца и младинци од Скопје ќе ја прикаже Сонот на Вилијам во режија на Кленаре Невзати Кери, а Академскиот руски драмски театар Максим Горки од Казахстан ќе ја изведе Ромео и Јулија. Албанскиот театар од Скопје настапува со Макбет, а интернационална европска театарска група ќе ја изведе представата Шекспировите жени во режија на Ерик Лорен. Театарот Полска ќе ја изведе представата Концерт Шекспир а капела, а турскиот театар од Скопје настапува со Крал Лир. Фестивалот ќе го затвори Црногорскиот народен театар од Подгорица со представата Зимска бајка во режија на Дино Мустафич. Од светот. Со големи митинзи во Истанбул привршува кампањата за утрешните председателски и парламентарни избори во Турција. Вестите од светот ги подготви Бети Георгиевска. Во Турција утре ќе бидат одржани вонредни председателски и парламентарни избори на кои актуелниот председател Реджеп Тајип Ердоган има 6 против кандидати. Двајцата фаворити на опозицијата се Муарем Индже и Мерал Аксенер. Фаворит е Ердоган, кој речиси 16 години победува на сите избори на кои учествувал. Индже е кандидат на опозицијската Народна републиканска партија, додека Аксенер, која е лидер на релативно нова политичка партија, за кандидатурата собра 100.000 подписи на граѓани. Право на глас на изборите имаат околу 60 милиони граѓани на Турција. Согласно со уставните измени, председателот ќе има значително поголеми овластувања откако во минатата година за тоа беше спроведен референдум. За утре е свикан неформален состанок за миграцијата и азил. Состанокот го свика председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, кој предвадена најави дека свикува неформален работен состанок за во пресрет на Советот на Европската Унија да се побара европско решение за ова прашање. 4 земји од Вишеградската група најавија дека нема да учествуваат на мини самитот.
Во меѓувреме, брод на германската невладина организација Lifeline со 230 мигранти чека во Медитеранот дозвола да вплови во некое пристаниште, слично како бродот Aquarius со 630 мигранти кој една недела остана на море. Временски извештај. Иако летото календарски започна, денешниот ден некако релативно студен за овој период од годината. Од управата за хидрометролошки работи со повеќе информации се јавува Борис Секирарски. Во Републикава во попладневните часови, особено на североистокот и на целата источна страна е веќе сончево со мала до најмногу умерена облачност. Зголемена облачност во 15 часот има само на северозападот, но и од неа нема врнежи од дожд. А најсилен е ветерот во Штипско и таму дува со брзина и малку поголема од 30 км на час. Температурите во 15 часот се 16 степени во Битола и Тополчани, 17 во Прилеп и Берово, 18 степени Тетово, 19 Охрид, 20 степени се измерени во Кривопаланка, Скопје, Струмица и Виница и 22 степени попладне во Гевгелија. До крајот на денот ќе се задржи сончево со мала до умерена облачност во поголемиот дел од земјата, а само поголема облачност има и понатаму на западот од Републиката. Во текот на утрешниот ден времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност, кон крајот на денот од југозапад со услови за краткотраен дожд. Од понеделник до среда пак ќе преовладува облачно и посвежо време со пообилни врнежи од дожд, особено пообилни ќе бидат во западните и јужните делови од земјата. До среда ќе остане посвежо. Утре температурите до 28 степени, а потоа претежно до најмногу 24-25 степени на југоистокот од Републиката. Од четврток температурите повторно ќе бидат во пораст. Радио Скопје го емитуваше Пладневниот вестник. Технички го реализираше Илчо Серафиновски. Спикер беше Сузана Тодоровска, уредник и водител Јулија Антовска, одговорен уредник на Македонското радио, Радио Скопје, Наташа Андреевска. Имајте пријатно саботно попладне и јас ви благодарам на вниманието. Македонско радио, Радио Скопје, продукција 2018 година.